Минути резервирани за првиот разговор во ова денешно издание на Македонија наутро. Со председателот на ДЛУМ, господинот Христијан Санев, ова утро ќе говориме за првото интернационално графичко биенале, кое што е во рамки на годинашната манифестација Скопско лето. Санев, добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и добро утро до вашите гледачи. Благодарам што одговоривте на нашата покана. Ајде да пуштаме 27 јули резервиран за првото интернационално графичко биенале. Токму така, тоа е оној дел од програмата на Друштвото на ликовни уметници кој што е во склоп на 70 годишниот јубилеј кој што оваа година го славиме. Еден новитет, еден проект кој што се јавува како надополнување или можеби ајде некоја развојна фаза на она што ДЛУМ веќе го имаше, ДЛУМ графика која што се организираше веќе со години наназад. Многу убава изложба, верувам дека ќе биде. До сега има пристигнато графики, над 70 на графики од 15 земји од светот, значи имаме од Кина, имаме од Америка, имаме од Австралија, Шведска, од секаде, буквално. Еден настан кој што бара едно посебно внимание, бара еден посебен ангажман, една поинаков пристап во самата таа организација, сепак станува збор за графичко интернационално биенале, кое што ќе биде една од ретките изложби, верувам и сите ќе станат такви, од награден карактер, паричен, значи имаме веќе и обезбедено средства за прва, втора и трета награда. Верувам дека публиката ќе има што да види на оваа изложба. Тоа ќе го каже вистинско живење за љубителите на ликовната уметност. Па да, графиката е еден, можеби од постарите оние медиуми нели ликовни. Убавината неизина е тоа што можете графиките да ги праќате на изложби надвор, да учествувате надвор, вие не мора да сте присутни, а сепак публиката таму да ги види. Така да верувам дека во Скопје ќе имаме една изложба каде што ќе го видиме светскиот, кремот во светската ликовна графичка уметност. Сепак имаме селекција, 5-члено жури кој што ќе ги бира графиките. Нема да одиме од оној тип на ќе прибираме се што стигнало и ќе изложуваме се што стигнало. Сепак сакаме и ова прво биенале да биде со некаков квалитет, така да тие над 70 на што се стигнати графики ќе издвоиме некои 50 до 55. Сепак да го задржиме најдоброто и публиката да има можност да го види најдоброто. Ова е само дел од оние активности кои што се дел од Скопско лето, од годинашното издание на Скопско лето, што е со останатите? Останатите две веќе се реализирани со Скопско лето, соработуваме како партнери веќе за 10 на години. До минатата година имавме само еден проект заедно, тоа се Скопски урбани приказни, кој што оваа година го направивме да биде биенален, значи следната година повторно публиката ќе го има една убава интересна изложба која што е низ улиците на Скопје. Од годинава, тоест од минатата година го имаме Фемина 8, кураторски проект на Јана Манева Чупова, еден ДЛУМов проект, и оваа година уфрливме уште една изложба, тоа е во делот на онаа соработка на Друштвото на ликовни уметници со другите здруженија во регионот и надвор, нели оние бивши јуз здруженија и пошироко. Тоа беше изложбата на Зоран Чалија, бившиот претседател на УЛУС, Здруженијето на ликовни уметници на Србија, со кој што имаме соработка. Так. И сега морам да ве прашам, каква е македонската публика во однос на ликовната уметност? Скромна за сега. Од она што јас кога растев и кога одев на ликовна академија, каде што ние младите бевме присутни на сите оние изложби, изложбите беа преполни. Не можеме да го окривиме овдека ни времето, не можеме да го окривиме ни периодот, сепак е и Скопско културно лето, ајде да не зборуваме за Скопско културно лето, неко зборуваме општо за изложбите, нели? Одзивот е малку поскромен. Веројатно целата она состојба во која што се наоѓа нашата држава, од политичка, социјална, економска, културата малку се подзанемарува. И она што цело време им го препорачувам на луѓето и на, нели, дали се гледачи, слушатели или колеги, пријатели кои што ќе ги сретам, направете го денот поинаков. Има што да се види во градот. Има, верувате, изложби, имаме концерти, имаме разноразни фестивали кои што ќе бидат убаво тие да бидат посетени. Може би малку е публиката и презаситена од сето она што ни се случува, нели, не само кај нас во нашиот град, него и во други, гледам, се обидуваат другите фестивали нешто поинаку да направат, надвор од Скопје. Но сепак има што да се погледне и ете топло им препорачувам на сите да одат и да ги следат сите тие ликовни, само ликовни, туку и други културни случувања. Так, оваа година Друштвото на ликовни уметници на Македонија одбележува 70 години постоење. Цело време се шегувам и цело време тоа го велам, постари сме од државата, не, официјално 70 години не се малку, еден убав јубилеј. Сите досега што биле во ДЛУМ од председатели до членови се заслужни за тоа и наша задача е тоа да продолжиме и понатаму да го градиме.
институција која што зад себе има многу еминентни изложби, има многу представувања во Македонија, надвор од Македонија, можеби помалку, сега работиме и на тој дел. Еден јубилеј кој што сметам дека на еден доследен начин ќе го обележиме низ овие неколку изложби. Програмата горе-долу е она иста со неколку новитети, како што е графичкото биенале. Некаде во октомври ќе го имаме оној централен настан Длум сегашност, Длум минатост, сегашност и иднина, значи ќе фатиме три генерации, ако можам, не така да ги наречам. Тоа ќе биде во Националната галерија на Македонија. Имаме понатаму од оние останатите експериментален цртеж, значи тука годишната изложба е влезена во тоа, имаме мал формат, имаме минијатура. Така да 70 години некако можеби малку и скромно ги почнавме во оваа прва половина, имавме неколку проекти, само но веќе втората половина, онаа која што сите очекуваме од септември до декември, ќе биде, верувам, многу побогата. Така, верувам дека ќе биде така. Говоревме за публиката, ајде да би сакала да слушнеме на ваше мислење во однос на македонската ликовна сцена, на каде се наоѓа на светската мапа на ликовната уметност. Неодамна тоа го говоревме со моите колеги, имаме, значи, ние ликовна сцена која што и добри автори и ликовни уметници овдека кои што верувате може да се носат со светските автори. Нашиот проблем е до некаде недоволно добриот маркетинг, недоволно добриот професионализам, ќе го наречам, во представувањето кога станува збор за изложби надвор. Не велам дека го немало до сега. На тоа треба да се работи многу повеќе, треба да се работи на маркетингот, но на представување. Сепак сме мала земја, Македонија кој не знае, кој не познава. Можеме да изненадиме, како што ете со еден Симон изненадуваме во музичкото, нели, поле кој што ги полни салите надвор во светот. Верувате дека и ние можеме да ги наполниме галериите. Имаме една нова генерација која што ја работи и она современа уметност, каде што и ги следат сите трендови денеска во светот, кои што можат да бидат рамноправни на, да не ги набројувам сега, нели, оние големи уметници кои што се наоѓаат во светот. Не треба да бидеме самокритични, но од друга страна пак и не треба премногу да, како се вели народски, летаме во облаци, дека ние сме некои нешто правиме, работиме, имаме. Не, сето тоа да биде во едни скромни рамки и пропратено со еден добар пиар, ајде, би го нарекол. Така, конкретно во разговор морам да ве прашам и во која наставка ќе се движат заложбите на Длум за идните проекти, за идните активности? Длум ќе ги негува оние старите изложби кои што пред малку ги напоменав, но јас лично некако го гледам друштвото со едно малку поголемо освежување во она што се нарекува современ медиум, во она што се нарекува денешни актуелни ликовни случувања. Сепак имаме генерации кои што не ни се членови, токму поради тоа затоа што немаме изложби кои што се од современ ликовен карактер. Немаме видеоарт, немаме инсталација, немаме перформанси, или немаме она мултидисциплинарност, или е помалку застапена. Единствена таква изложба ни е Зимски салон, која што исто биенална, меѓународна. И некако ќе видиме со другите членови, сепак не сум јас тој кој што одлучува, имаме управен одбор, имаме управен совет, ликовен одбор, не сите тие ќе одлучуваме што понатаму со проектите на Длум, но ќе гледаме малку да го модернизираме друштвото, сепак живееме во едно време во кое што работите брзо се венуваат. Во 21 век. 21 век, одат нели понапред, така да мораме да ги следиме и ние како здружение оние тековни ликовни случувања во светот. Ние како медиум ќе бидеме тука да информираме за сето она што се случува. Не останува уште еднаш да ги поканиме сите на 27 јули на првото интернационално графичко биенале. Да и дадеме на изложбата еден нов лик на градот, еден нов лик. Ние го памтиме 26-ти, тоа е во склоп на нели оној катастрофалниот земјотрес. Сега 27-ми графичко биенале. Сите сме солидарни преку ликовната уметност со една, верувам, многу убава и богата изложба од меѓународен карактер. Верувам дека ќе биде така, ви посакувам многу публика и ви благодарам на одвоеното време на разговор. Ви благодарам за поканата. Одиме понатаму, правиме кратка пауза, веднаш потоа останете на содржини. Останете на првиот канал на Македонската телевизија.